почитувани слушатели, одиме со нашите слушатели на првата линија. Го имаме Мишко Анастасовски, а на другата Славе Карафиловски. Ајде, прво одиме со Мишко Анастасовски. Чичко Мишко, добро вечер. Добро вечер, Дончо. Многу поздрав до тебе и до Гордана за овајте зборови што ги каза. Све се сложувам што зборуваше Гордана. Благодариме многу. Дали, Чичко Мишко, сте за некаква, било каква додавка на името? Абе, каква додавка, тоа името не ни го даде некој. Да. Ако ни го даде, тогаш има право да оземи. Тоа е од Господ, тоа име, што илјади години. Да. А дали сте за референдум за името? Референдум? Јас не се сложувам, ама ако дојде до тоа и што ќе правиме. Ако има референдум, дали мислите како диаспора треба да бидеме вклучени? Нормално за тоа. Добро. Треба тоа. А ако бидеме вклучени на референдум, а по секоја цена има референдум, што мислите ние како диаспора, а ние немаме право да не вклучат, на пример, ако има референдум? Јас мислам дека тоа е наше право, како тие што ќе гласаат таму, така и ние треба да го дајме нашиот збор. На кој начин мислите да реагираме? Да реагираме да нема референдум, пример. Добро. Дали мислите треба преговори или прекин? Јас сум против преговори, па се тоа е тоа, не знам, тие домаќините уште со време кога го дадоа името и знамето и се сложиле дека ќе преговара. Зошто ќе преговара? На татко му е тоа името, не му го даде некој. Да. Ако е за нивното име, во тоа време беше Црвенковски и Глигоров, за нините име ако преговараа слободно, нека се изменат. А не можете на државата наша да не именува имијата. Да. Чичко Мишко, ево сега ги пратите, се надевам, медиумите, но денови имавне изјава од еден поранешен војвода. Што мислите за враќањето на политичкиот живот на, јас го нарекувам, и со право го нарекувам, па некој нека се лути, и како медиум и ова е мој став, татарот Лупчо Георгиевски. Што мислите за неговите последни изјави во врска со името, дека требало да прифатиме географска одредница и дека патриотите не требало да бидат патриоти, туку треба сега изменати биле. Дончо, ние не супортираме личност, дали Лупчо или Бранко кој сака. Дури ја прави работата, ако ја прави добро, ќе го супортираме и ќе го сакаме. Ама ако не ја прави работата, ние сме против, ние сме за државата. Која е пораката за вакви типови како Лупчо? Мојата порака, една држава имаме, една црква имаме, ајде сега да речеме Црвенковски таму што се бори за Македонија, ќе правиме паралелна држава, како црквите овде ќе правиме, тоа е неможно. Да. Ама поточно која е пораката за вакви типови? Дали ни требаат во Македонија да ни солат памет и дали ни требаат да се вклучени во политичкиот живот? Тоа е прашањето. Дали диаспората? Не, за како тип, како Лупчо Георгиевски, има и други, ето и... Има многу така. Тие најдоја така, треба тие народо да ги очисти, да се протерани од државата, да немаат никакво влијание, да немаат што да ни кажуваат. Тие си го кажаа своето. Кој е вашиот став? Тие го кажаа нивното, ама народо да е повеќе против ними. Добро. Јас и народо го наоѓам виновен што ги супортира. Да. Што мислите? Која е вашата порака до опозицијата? Опозицијата да го дисквалификуваат тој Црвенковски и да си се вратат по парламентот, да го избришат него од историјата и некои блиски него и да се вратат по парламентот, да има добра, паметна опозиција, а не криминалци. Добро. Кој е вашето мислење за премиерот Никола Груевски? Дали мислите че дозволи промена на име со некаква додавка? Моето мислење дека не, ама се мачка во вреќа, не знам како ќе изигра од ти проблемо што внатре не се заедно. Пример, овие од СДС, тие се утре да му речат смени го името и кожата ќе сменат тие.
А тука е проблем. Која е вашата порака ево до владеачката партија? Мојата порака е никако менување името. Да се издржи, значи. Околу името да нема многу разговор, и може грците да не викаа како сака, а во другите земји во светот да бидиме со уставното име. Дали мислите дека се потребни предвремени избори? А предвремени избори немаше никаква потреба. Немаше никаква, ма тој што викаше предвремени избори, сега неки. Добро. На него како ќе му најдеш чарето на таков криминалец? Дали верувате дека ние диаспората ќе бидеме вклучени во предвремени избори? Јас би сакал, така. Со драга волја би сакал се како ќе направат, ќе видиме, не знам, иначе со драга волја. Чичко Мишко, на кој начин? Гласам за доброто на Македонија, одма. Да, одиме со последното прашање, на кој начин мислиме ние како диаспора можеме да помогнеме во овие значајни моменти на Република Македонија? Ние можеме многу да помогнеме, само и тука нешто ни фали, единството ни фали. Ако како што реков прво, луѓето не треба да ги гајле, пример, ова или она партија. Треба да ги гајле за државата. Така е. Па сетне за кого сака нека гласа. Исто, и црквата. Кој е подобар за него да гласа? Ама тоа оди сето така, и црквата. Да не ги гајле кој е поп, кој е владика. Да одаа за една македонска црква, со синодо. Да. Ако сите сме заедно, ако не ни чини некој, полесно е да го смениме, него ли еден го брани, двајца Чичко Мишко, го напаја. ви благодариме многу, голем поздрав, да жива и здрава Македонија и да се слушаме. Напред за Македонија. Се најдобро. И Славе, се слушаме? Се слушаме, добро вечер. Фала многу што го организираш ова и фала и на Гордана за изнесувањето на своето мислење. Ние сме сите со нејзините мисли. Слабе, да одиме со прашања сега, например, со ова. Например, изјаснувајте се по прашања, за да не губиме време и да не се повторуваме за истата цел. Добро. Одиме, Славе, сега со ред, со прашањава. Дали ние како диаспора во овие значајни историски моменти треба да бидеме надпартиски и над други влијанија? Дали мислите време е да имаме ние како диаспора чисто македонски став? Чисто македонски, не партиски. Ако е партиски, тоа не правиме ништо. Да, секако, за тоа е целта. Значи, дали можеме да бидеме ние да си го имаме како диаспора својот став и кој ќе биде поблиску до нашиот став, па ако дојде време за ними да ја дадеме довербата, така? Мислењето наше треба да биде наше мислење или на индивидуалците. Ама да бидеме својна мисла. Ако е можно, во многу случаи не е можно. Да. Не можеме да му наредиме на сите да мисла исто. Добро. Ако мислиме исто, тогаш можеме да успееме. Да. Второ, прво една држава кога губи сила на владење, како што е случајот, како може еден екс-председател или премиер да се заканува на државата и да не биде казнет. Се додека самоволието владее во Македонија и министерката за не презема ништо, што треба да е како може министер на внатрешни работи да изјави да речи дека ќе има крв до колена. Во која држава тоа може да се дозволи да не биде казнето, а кај што се случува? Да. Секако тоа би требало. Владата направи добри работи, ама мора да ја критикуваме и за негативните работи. Во една држава што има самоволие, од таа држава не може многу да се очекува. Жал ми е, ама така мислам, не сакам да испани така, ама на така оди. Како може да му дозволуваат да поставува услови тој? Да ја пушта криминалците, да немаме право ние да гласаме и 300 други чуда. Да. Па кој е тој? Добро, сега за тоа се надевам че преземат, ево најавено да преземат мерки за казнување за тој случај што зборувате. Да, Славе, прашањето е дали сте за некаква додавка за името зборот? Никаква, добро. Тоа значи не додавка. А ако е морално, грците како сака нека не викаат, а другиот свет да не признае по нашето име. Добро, тоа е значи за непопуштање. Непопуштање. Добро, значи да. Дали сте за референдум, дали мислите треба референдум? Исто за референдум. А сега за пасошите сторивне мука е, значи успеавме со нашиот коментар едно друго да се намалат, како што порано ја се јави еден друг човек, успеавме да ја свата грешката нивна дека
Не може да сите луѓе да платат толку пари. Ние сме били задоволни за тоа. Ама, ако не ни дадат референдум, не би требало да има воопшто, затоа што вината, владата е префрла на народот. Сам знаеш ти дека имаме ние разни нации таму. Сите тие ќе гласаат против. А ние сме надвор. Една држава, кога ќе си го туѓи својот народ, како може тој народ да има поверење на таа влада и на таа власт? Добро, Славе, дали мислите треба да се прекинат преговорите? Да се прекинат. Тоа е едниот излез. Што ќе биде, нека биде. Ние сме страдале векој. Добро. Ама, ако го прекинеме, ќе поминеме подобро, одошто да продолжиме. Која е вашата порака за во врска со името? Мојата порака, никакво менување на името. Никакви договори. Добро. Што мислите за враќањето во политичкиот живот на татарот Лупчо Георгиевски? Што мислите за неговите последни изјави во врска со... тие луѓе, јас не знам зошто владава и му дозволува во државата тие треба да се протера или да се затворат. Црвенко, Лупчо, сите. Па како може премиер на држава да се пиши туѓ државјанин и уште да зема плата во државата? И да соли памет, така? И да соли памет. Што мислите за Бранко Црвенковски, неговото нездраво делување? Дали треба... Треба омар затвор да го клад, човек. Добро. Омар затвор да се... Па свето ни се смее Дончо на ова. Да. Добро. Ова како смешно, срамота и да се... Ми е понижење да разговарам за тоа веќе. Да. Кој е вашето мислење, Славе, за... управо, која е вашата порака за опозицијата, до опозицијата, вашата порака? До опозицијата да се однесува како опозиција, да не се мешат, да не дават предуслови на владата. Владата е на власт, има право да се меша опозицијата, ама да биде коректна во тоа. А не да бара криминалците да се ослободат, и нас да не отврлува настрана и да барат други некои без веза услови. И да се работува со грците. Во која држава тоа го има? И да му биде простено. Народот веќе е бојно тоа, Дончо. Да, благодарам. Одиме понатака. Кој е вашето мислење за премиерот Никола Груевски? Дали мислите че се дозволи промена на име и некаква додавка и така натака? Тука сум неутрален. Неутрален. Немам многу баш 100% поверење. Ќе оставиме на времето да кажете. Која е вашата порака за владеачката партија? За владеачката партија само е да преземат законски мерки против сите што работа против државата и да бидат отстранети, санкционирани с место. Додека тоа не го направат, ние немаме држава. Џабе вака ќе се губиме време ќе разговараме меѓу себе. Шом во една држава нема строг закон, таа држава и да успее во нешто долго не може да се одржи. Да. Славе, дали мислите дека се потребни предвремени избори? Воопшто тоа не беше потребно, немаше причина за тоа. Немаше никаква грешка на владата во однос на исполнувањето на условите. Едно сум против што спомениците не требаше да се чепка во ова време да се града, затоа што народот му требаат многу подобри услови за живот. Нема ни работа, нема ни услови, ни струја може да платат и тие што нив и казнува му запира струјата, криминалци ви пуша со милионски суми. Добро. Слободни. Славе, да одиме понатака, дали мислите ние како диаспора поново ќе бидеме изиграни, дали ќе бидеме вклучени? Што мислите, дали ќе бидеме вклучени во овие предвремени? Не сакам тоа да го мислам воопшто, затоа јас и сега размислам за пасошите. Ако ние не сме вклучени за референдум, ако веќе се случи референдум, што не треба да се случи, ако немаме право да гласаме на овие избори на референдумот, јас државјанството, лично јас, нема да го продолжам и му советувам на сите кои мислат да направат тоа, да не го прават. Добро. Затоа што ако тоа го направат, таа држава не заслужуваат ни наша помош, ни чест. Наша е, жал ми е, па секогаш ние никој не може да ни забрани да поеме таму. Да. Ќе појдеме ако треба како странци. Секако тие не третира како странци и досега. Добро, за Славе, на кој начин мислите за последното прашање, на кој начин ние мислите како диаспора можеме да ја помогнеме на Македонија во овие значајни моменти? Ние можеме да помогнеме на нашата држава во овие значајни само со нивна консултација, со полна консултација со нас. Се додека тие не побара наше мислење, ние џабе ќе се зборуваме, Дончо. Кажи ми дали сум корект или не. Благодариме многу, Господ здраве, да ја живее и здрава Македонија.